Чарот кој доаѓа до џаците на куќите е секојдневие и за Охрид. Најголем дел од граѓаните и понатаму се греат на огревно дрво, иако токму овој енерген се смета дека еден од најголемите загадувачи на воздухот. Иако Охрид е далеко од загаденоста која ја имаат некои од поголемите центри во земјава, на 11 локации низ градот веќе се поставени така наречени интелигентни сензори, кои што ќе го мерат квалитетот на воздухот кој Охриѓани го дишат. Градот е дел од мрежата за индикативни мерења, во која се вклучени Софија, Солун, Тирана и главниот град на Кипар, Никозија. Токму преку овој проект, подолгорочно ќе се прати аерозагадувањето во општина Охрид, и ова мрежа користи одредени референтни методи, европски методи кои ќе овозможат ефикасно детектирање, односно адресирање на загадувањето на воздухот. Резултатите кои што ќе се добијат ќе овозможат носење на соодветни одлуки од страна на јавните власти. Една студија за чист воздух на државните органи покажува дека најмногу штетни PM10 честички доаѓаат од согорувањето на биомаса со 32%, односно од грејењето во домаќинствата, потоа се обраќаат со 20%, во кој најголем негативен удел имаат дизел возилата, кои сочинуваат дури 57% од возниот парк во земјава и индустријата со 18%. Експертите сметаат дека граѓаните мора да почнат да користат еколошки начини на затоплување наместо огревно дрво. Велат дека тренд во светот денес се топлотните пумпи, фотоволтаиците и соларните системи. Користењето на обновливите извори на енергија допринесуваат да ние на некој начин ги смалиме емисијата на штетните гасови во самата атмосфера. Невладините бараат поставување на мерни станици кои што го мерат квалитетот на воздухот низ цела држава, во перифериите на градовите, како и во густо населените населби, со цел добивање на пореални информации од оние досега. По основа на тие информации да се градат понатамошно политиките и решенијата за справување со ова загадување. Па поголемиот дел од мерните страници не се ни унифицирани. Дел даваат комплетни податоци, дел некомплетни. Инаку само во 2018 година во Северна Македонија, според извештајот на Европската агенција за животна средина, околу 3000 смртни случаи годишно се припишуваат на загадувањето со ситни честички. Македонските градови со денови се помеѓу водечките во светот по аерозагадување. Од Охрид за Гласот на Америка, Мики Трајковски.